Добро, ставот на Либерално-демократската партија е дека треба да има легализација. Начинот на кој што таа треба да се случи, нормално е дека треба да има многу повеќе фактори од општеството кои што, нели, заедно врз основа на здрава дебата ќе дојдеме до најдоброто решение за Македонија. Значи зборуваме, имаме примери, нели, на начини на декриминализација, на легализација од многу прогресивни држави, збориме како Канада, одредени сојузни држави во САД, да кажеме пак и Холандија, која што има некој тип на декриминализација подолго време, но сепак треба да размислиме како да направиме најдобар закон за нашата држава, да кажеме да легализацијата биде добра за граѓаните кои што пред се имаат потреба како лек или за лична употреба да го користат, но и за таа една група која што го користи, да кажеме, за рекреативна употреба или за лична употреба, бидејќи значи денес имаме еден голем број на граѓани во Македонија кои што го користат дали за лична или за медицинска употреба, а истите ги набавуваат нелегално. И тоа мора да најдеме начин како, значи најдобар начин како тоа да се направи за доброто на граѓаните пред се. Добро, интересна е приказката за туристичките места, но сепак, значи нашиот став и мојот личен став е дека ако веќе одиме на некоја фаза на легализација или декриминализација, таа треба да важи за целата држава, бидејќи со поставување на одредени туристички места, и сега на крај прашање кое место е туристичко, дали Скопје не е туристичко место, кај што е најголем град, кај што има највише жители, или, нели, да кажеме, Охрид, Крушево, не знам. Скопје беше спомнат во таа агенда дека и Па да, али веќе ако имате, нели, во Скопје, во Охрид, сега не знам, Битола не е туристичко место, Тетово не е туристичко место, мислам Македонија е толку мала што мислам дека треба било кое решение треба да биде за целата држава. Ние во неколку наврати со одредени невладини организации, па и со политичките партии дискутираме на правење на нов посебен закон за канабис, лек специалис, каде што ќе бидат инволвирани, каде што ќе биде инволвирана потребата на сите, правиме муабет, од производителите кои што веќе имаат лиценци за канабис, до начинот на користење на овие што збориме рекреативна употреба или за лична употреба, бидејќи исто и тој дел, значи говорење за рекреативна употреба е малце чуден, бидејќи секое конзумирање на канабис има некоја медицинска смисла, нели, во секој момент одредени луѓе користат, бидејќи им е потребно за одредени, дали, нели, за некој стрес, депресија или така натаму. Значи имаме секакви корисници на канабис и добро е сите тие да имаат легален пристап до канабис, значи да не се осеќаме, нели, секој на свој начин се конзумира, да не се осеќаме како криминалци кога конзумираме канабис, дали било тоа за, нели, медицински цели или за опуштање после работа и така натаму. Еве, ако веќе имаме 50 лиценци до сега, 50 и кусур, претпоставам дека за рок од година-две ќе имаме 100 лиценци за производство на канабис. Само треба да се направат одредени места каде што ќе може легално да се конзумира или да се купува канабис. Дали е тоа така наречени кофи шопови или е како што е во Америка диспензери за канабис, или се тоа некоја друга форма да измислиме. Значи имаме легално производство на канабис, имаме, значи може да смислиме места каде што ќе може легално да се конзумира или да се купува истиот, само треба да се направи тој цел канал на, нели, производство, дистрибуција, продажба, да, нели, све тоа биде регулирано, каде што ќе можат граѓаните да си отидат слободно да се купат одредена количина на канабис во било која форма, дали е тоа за пушење или е за, нели, во вид на улје, за да можат легално да се купат и на крај на денот државата да земе одреден данок кој што ќе се полни буџетот и кој што средства може да бидат искористени за понатамошно, дали за одреден ресерч врз основа на колку помага канабисот или, нели, или да се полни само буџетот, бидејќи во оваа фаза ние имаме сепак огромен број на луѓе кои што конзумираат секојдневно, а државата не добива ништо, него на крај тие пари завршуваат на црниот пазар и на луѓе кои што понатаму истите средства ги користат за одредени криминални активности. Данокот е едно, а второ е, значи во моментот кога канабисот ќе биде легализиран, сите тие, да кажам, полукриминални луѓе кои што се, да кажам, дилери и така натаму, нема да се занимаваат со производство на канабис,
и државата нема да гони луѓе кои што се занимаваат со канабис, него ќе се позанимава со малце посериозен криминал, кој што, нели, значи сите тие, нели, полицајци кои што во моментот бркаат канабис ќе се занимаваат со некоја посериозна криминална активност, а не да бркаат, да кажеме, ајде, деца со по 2-3 џоинта и за џабе се користат ресурси за да гониме ние деца со по 2-3 џоинта и на крај на денот тие луѓе да завршат во некој притвор, па имаат проблеми во животот и така натаму. А добро, првичната замисла на законот не беше за да, нели, за да се произведува и само да се извезува. Значи првичната замисла на законот и ние во тој период, зборувам, кога тоа беше 2013, 2014, 2015 година кога се донесе законот и ЛДП беше за да се донесе добро решение за медицински канабис. Тогаш приказката беше дека на Македонија и треба, значи за пациентите да имаат пристап до канабис. Воопшто законското решение не беше со цел да се произведува канабис само за извоз, него беше за да има достапност на масло или производи од канабис за луѓето на кои што им треба медицинска употреба. Сега ние со тој закон, например, после некое време сега испадна дека фирмите кои што добија лиценци во главно Македонија не ја гледаат како пазар, него гледаат да извезуваат. Значи решението кое што се донесе на почеток беше за македонските граѓани да имаат пристап до легален канабис. Не беше за да се извезува. Сега моментално на производителите, бидејќи има премногу производители кои што имаат огромно производство и да кажеме дури со целосна легализација, они повторно би имале огромни производи кои што сепак ќе треба да ги извезуваат, бидејќи недоволен е македонскиот пазар, но одиме сега од приказката дека да, на македонскиот пазар му треба легален канабис и тие фирми би можеле тој канабис да го снабдат. Само треба ние да го направиме тој supply chain, да од производителите да стигне до граѓаните на кои што им е потребен канабис. Значи воопшто законот на почеток не беше донесен за да производителите извезуваат, него беше за да имаат пациентите или македонецот да има достапност до легален канабис. Па има некои производи кои што се на македонскиот пазар, но тие се премалку. Можеби тоа е бидејќи производителите кои што произведуваат не успеаат, голем дел не успеаат да се снајдат во производство на масло, кое што е доста скапо и доста тешко квалитетно да се направи, но сепак и тој момент и тој сегмент треба да биде во новото законско решение, каде што одредени, секој што има лиценца, одредена производи кои што ги прави, дали биле тој нели само супсвет или е масло, треба да ги има достапни на македонскиот пазар. Не да оставиме 50 производители да имаат производство во Македонија и целиот канабис да го извезуваат надвор, што на крај пак македонските граѓани, пациенти и овие што се за лична употреба што го користат, да немаат пристап до легален канабис, а само да имаме, 50 фирми, 50 газди кои што ќе заработуваат, а целиот производ да оди надвор. Значи тоа исто е нешто што треба да се земе во предвид и да се внесе во новото законско решение, во тој лек специјалис кој што треба дефинитивно, пошто приказната цела започна со тоа што, нели, да направиме медицински канабис за луѓето кои што им е потребно во Македонија да се лечат, да имаат достапност до него. Пак на крај на денот пред се прво тоа треба да се таргетира, а после тоа да се таргетираат овие луѓето кои што за лична употреба користат и на крај на денот, нели, сите ние кои што користиме на овој или оној начин канабис да имаме легален пристап и да не се осеќаме како криминалци кога купуваме канабис или да бараме некои дилери и така натаму, а најповеќе за тие кои што користат од медицински аспект, пошто они користат многу повеќе, нели, за масло да се направи, треба многу повеќе канабис него за да испушите еден џоинт. Па добро, сите тие фактори треба не да се плашат да се донесе решение, него треба да соработуваат со властите, со невладените организации, со политичките партии, како да донесеме најдобро решение да ги елиминираме тие можни злоупотреби. Бидејќи не можам да разберам како легализацијата ќе донесе до злоупотреба. Мислам дека баш напротив, легализацијата ќе го регулира пазарот. Во моментот, секој, нели, освен тие малку производи кои што ги има по аптеките за медицински канабис, секоја друга трансакција на купување на канабис е нелегална. И сите тие средства завршуваат кај луѓе кои што на крај на денот парите и средствата ги користат за многу
непродуктивни работи, него што би ги користела државата или така натаму. Така што на крај, пак велам, не можам да ги разберам тие професори безбедњаци кои што стравуваат дека легализацијата ќе донесе некој проблем во општеството. Еве, да споредиме, допред некое време нели беше забранета продажба на алкохол после 9 часот и сега после 9 часот во тој период полесно ќе најдевте било каков вид на наркотик, дури избориме од овие потешките, него пиво да може да купи човек. Така што легализацијата по мене ќе донесе до многу порегулирана употреба и на крај на денот и луѓето да не се осеќаат како криминалци, но и да им ја земеме марихуаната од, мислам, канабисот да го земеме од дилерите, него да го ставиме на легален. Тоа е моето мислење и на крај на денот ние може да заедно да направиме некое законско решение, да видиме како тоа функционира, нели, секој закон може да се менува ако видиме дека има злоупотреби, но баш затоа велам и претходно кога зборевме за туристичките места, доколку вие го регулирате само на едно место или на малку места да може да се продава, тоа повторно ќе донесе до некоја злоупотреба. Затоа треба целосна легализација и секој што исполнува, исто како што е сега за производителите, секој кој што исполнува одредени услови, кои што може да ги контролира и кои што ќе бидат контролирани од, дали е тоа од полиција, дали е тоа од, пошто се збори за агенција за канабис, дали, нели, агенцијата за канабис која би имала собствени инспектори каде што ќе гледаат да целиот тој процес се одлучува легално и во интерес на државата. Во пракса кај нас да функционира, еве вака искрено. Видете, сега кога ќе гледаме во Македонија многу работи во пракса не функционираат, законодавство имаме добро, во пракса не функционираат, но сепак не може да се откажеме тоа дека, нели, како држава да се кажеме не бива, него треба да се трудиме како најдобро да функционираат сите работи. Значи како најдобро да имаме легален пристап до канабис, како најдобро да биде за производителите, како да има возможност на производители да извезуваат, бидејќи мислам само најповеќе канабисот е легализиран во прогресивните држави. Они го имаат сватено моментот дека кога си прв на пазарот меѓу другите држави имаш одредена предност. Ја претпоставам дека за 10 на 15 години сите држави ќе имаат легализиран канабис и добро е ние сега да го сватиме моментот за утре, каде што ќе имаме одредено законодавство и одредени производи, за утре ние да продаваме памет на некои други земји.